Посета на основното општинско училиште Панко Брашнаров со цел да се направи увид на градежните работи за замена на прозорците, денес направија градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски, заедно со заменик министерот за животна средина Јани Макрадули. Овој проект се реализираше преку спроведување на мерката за подобрување на енергетската ефикасност и планот за чист воздух на Министерството за животна средина. Во моментов сме во основното општинско училиште Панко Брашнаров, каде што во моментот се реализира проектот за замена на застарените дрвени прозорци со ПВЦ, енергетски ефикасни прозорци, со што придонесуваме за енергетска ефикасност. Овој проект е дел од проектот на Министерството за животна средина и просторно планирање за намалување на загадувањето. Градоначалникот Коцевски најави повеќе работни активности во текот на денешниот ден, веднаш после кабинетскиот состанок, каде што разговарале со заменик министерот на актуелни проблеми и состојби поврзани со животната средина, што се од заеднички интерес на општина Велес и Министерството за животна средина. Денеска во рамки на имплементацијата на планот за чист воздух се наоѓаме во Велес, овде во основното општинско училиште Панко Брашнаров, каде што во рамки на активностите поврзани со енергетската ефикасност ќе бидат заменети сите прозори овде во училиштето и она што го покажуваат досегашните резултати споредено со другите било градинки, било училишта, очекуваме заштеда да тоа донесе од 25 до 30%. Сите активности што ги правиме има два бенефити, значи помалку загадуваме, но и штедиме средства. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули додаде дека разговарале со градоначалникот за приоритетите што ќе бидат во 2020-та во рамки на активностите План за чист воздух, односно кои градинки и кои основни училишта ќе бидат приоритет за да може да интервенираат не само со енергетска ефикасност, туку и со директна замена на изворите на затоплување што загадуваат. Јас би сакал да се заблагодарам на заменик министерот Јани Макрадули и на градоначалникот Аце Коцевски што се денеска со нас овде и благодарност за проектот со кој што е фатено нашето училиште, со кој што и енергетски и звучно изоцелено би се подобрила ситуацијата. Овој проект е вреден околу 1 милион денари и е дел од низата на градежни работи кои ќе се реализираат во 2020 година преку активностите План за чист воздух на Министерството за животна средина.